Вчера во јавноста за прв пат прострои заканата со тужба од општина Кочани против граѓанската активистка Ана Симонова заради наводно ширење лажни вести во однос на уплатени средства од 30.000 евра пред 2 години од страна на концесионерот на сметка на општината. Меѓутоа, по експресното извинување од страна на активистката веројатно е исполнет условот за неподнесување тужба. За жал и по овој случај ќе останат отворени многу прашања, од кои најбитното најверојатно е зошто се замолчуваат најактивните активисти. Прво, ако концесионерот го платил концесискиот надоместок веднаш по добивањето на тендерот на Мала река, како што велат од ДИС Енергија, со вирман од 2018 година на сметка на државата, а во општината не добиле никакви пари по тој основ, или не знаеле за уплатата, тогаш не станува збор за класична дезинформација, туку за непрецизност која произлегува од нецелосното и несоодветното информирање. Потврда за тоа е оградувањето на градоначалникот Николчо Илиев дека не знаел за таква уплата, упатувајќи на службите за финансии во општината, како што му изјавил на новинарот на Слободен печат. При тоа, додавајќи дека локалната власт и граѓаните се противат на изградбата, но доколку нема пропусти во процедурата за добивање на потребната документација на Мала река или доколку самата држава не ги повлече дозволите, а нема, тогаш општините ќе мора да издаде градежна дозвола. Според законите, за сите концесии за мали хидроцентрали во државата, откако ќе се добие тендерот, се плаќа концесискиот надоместок, по што следува подпишување на договорот, што би требало да го знаат тие што се одговорни за законите во локалната самоуправа. Од тука, како е можно уплатата на надоместок на ДИС Енергија на средства за концесијата на Шталовичка река кај пробиштипското село Турско Рудари за оваа хидроцентрала, како налогопримач да е наведен Пробиштип, а уплатата за Мала река, која ја исплатил истиот концесионер, да го нема Кочани. Инаку претходно обвинителството утврди дека нема законска пречка за изградба на хидроцентрала, а граѓанското здружение Грин Орега достави барање на Советот на општина Кочани за организирање локален референдум на кој граѓаните ќе може да се изјаснат дали сака да се гради мала хидроцентрала во подножието на заштитеното подрачје на Цоговските планини. Прашањето е што доколку референдумот успее, дали обврзувачки, кој ќе ја плати штетата.